Минатата година беше најтешка за оризопроизводството, а во 2026 влеговме со старите големи проблеми, констатираат производителите на белото злато од Кочанскиот регион. Откуп нема, ниската производна и откупна цена, како и неконтролираниот увоз на ориз од земјите од Блискиот Исток се дополнителни проблеми за незадоволството кај земјоделците да е се поголемо и најавуваат радикални протести. Овие денови очекуваме доколку не добиеме повратни информации кои се позитивни за оризопроизводителите, ќе настапиме со штрајк, меѓутоа штрајкот како што го најавивме ќе биде многу порадикален од она што беше до сега. Ќе излеземе, ќе протестираме 2 сата, 3 па ќе разговараме. Сега мислам дека нема да биде таков штрајкот, ќе биде порадикален и се плашам дека можеби ќе излезе и од контрола кај земјоделците, бидејќи се стварно револтирани од оваа ситуација на оризопроизводството, односно на откупувачите на ориз. Од реколтата 25-та има само 5% откупена оризова арпа, а моменталната откупна цена за оризопроизводителите е крајно неприфатлива, што значи речиси цела реколта стои по амбарите. Тврдат и дека откупната како и производната цена се темелат на погрешни основи. Ние имаме една единствена цел. 30 динари производна, 25 на производната и ништо не бараме, ни помалку, ни повише. А се околу штрајкови далеки и треба да има. Оти луѓето, гледај, не може да живеат. Вие верувате дека комбајните уште не се платени. Добро, оти лудаци не прават сите. Мислам дека не сме луди, дека сме паметни земјоделците и дека знаеме што и како е. 37 државата го плаќа, а на месец 17 овие го откупуваат. Па која е логиката? Лани имавме цена од 27 денари производна, сега министерот излезе со информација дека е 23, што ние воопшто како национална мрежа и како оризари не се слагаме на таа цена. И затоа е дојдено до оваа ситуација сега да откупувачите си направат своја пониска цена од оваа производна цена и откупуваат од 18 до 20 денари ја земат оризовата арпа. И тоа ја земат на оние оризари кои што имат поголеми давачки, односно што нема кај да ја складират и мора да ја земат. Меѓутоа, за жал, тоа е така речено грабеж на оризопроизводителите. Од друга страна пак, откупувачите велат дека се раководат според побарувачката на пазарот и не можат самостојно да одлучуваат по која цена ќе откупуваат. Ваквата ситуација оризопроизводителите ги става во незавидна положба и заклучуваат дека доколку надлежните не изнајдат решение, тогаш ќе бидат оставени сами на себе и како што велат, ќе бидат приморани работите да ги превземат во своји раце.